Македонска алијанса за европска интеграција е против новата варијанта на административно-територијална реформа во Албанија. Според генералниот секретар на партијата Васил Стериовски, властите во Тирана не ги земаа во предвид барањата доставени од македонската заедница. Македонска алијанса за европска интеграција беше за територијално-административна реформа, каде ќе се земеа предвид интересите на граѓаните и правата на малцинствата. Усвоена варијанта од страна на Собраниската комисија за територијална реформа не ги зема во предвид критериумите поставени од страна на владата, што се однесуваат на припадниците на малцинствата, Уставот на Република Македонија, Европската повелба за локална самоуправа, Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата која Албанија ги има потпишано и ратификувано, изјави Стериовски. Според него, освен општина Пустец, каде населението е 100% македонско, се укинуваат општини во областите Голобрдо и Гора, на тој начин подкопувајќи ги правата и губење на идентитетот на македонската заедница. Ние сме лојални граѓани на Република Албанија со целосно почитување на уставот и законите на државата. Во овој случај, бараме од институциите одговорни за оваа реформа да ги земат предвид нашите предлози во регионот на Пешкупија, општините Стеблево, Требиште и Острени, во областа на Голобрдо да се обединат и да се создаде општина Голобрдо. Во регионот на Кус општините Шиштавец, Топојан и Запад, во областа Гора да се обединат и да се создаде општина Гора, додека во регионот на Корча општина Пустец во областа на Преспа да се преименува во општина Преспа, додаде Стериовски. Исто така, Македонската алијанса за европска интеграција ќе побара помош од меѓународните организации да го спречат укинувањето на општините каде што живее македонско малцинство, затоа што ова барање е поврзано со исполнување на препораките за малцинствата кои Европската унија ги бара од Албанија на патот кон европската интеграција. Според одлуката на матичната Собраниска комисија, Албанија би имала 61 локална единица. Оваа одлука ќе разгледува владата, а потоа на 23 јули предлогот ќе се најде во Собранието на Албанија, за на 30 јули да се гласа. Освен македонците против новата територијална поделба се и грците во Албанија, кои бараат општината Химара да не се укинува и да не се припојува со повеќе општини со албанско население.